Мрежи дека сте биле уапсен, дека сте биле приведен, дека сте правеле незаконски действија за време на избори. Кој што, повеќе од 3 или 4 пати сум повикан на информативен разговор. Немаат докази, немаат пишан доказ ниту еден. И јас единствено тоа го сакам како политички притисок, злоупотреба на институциите, ништо повеќе. Ајде да го слушнеме градоначалникот на општина Крива Паланка Сашко Митовски. Овој ми е презименјак. Пошто е шоп. Гарант сте род. Шопи. Добро вечер, градоначалник Милош на телефонот Инфомакс, во живо сте во емисија, како што ви рековме дека ќе ве побараме. Како сте, добри? Добро вечер и поздрав од победничка Крива Паланка. Добро. Што значи тоа победничка Крива Паланка? Победничка дека не ја даваме по никоја цена, значи на кого? Разлика на сите притисоци кои што денови се насочени кон Крива Паланка, Крива Паланка и кривопаланчани се цврсто решени за кого и на кого ќе дадат поддршката на утрешните избори. Добро, имаше некои објави на социјалните мрежи дека сте биле уапсен, дека сте биле приведен, дека сте правеле незаконски действија за време на избори. Можете ли да ни кажете за што се случува? Дали бевте најпрвен уапсен? Значи, тоа е класична дезинформација на нешто кое што сме навикнати низ годините наназад и на кое што буквално ВМРО ДПМН се служи. Значи, нивната медиумска кампања која што е единствено со манипулација на луѓето, нивната медиумска моќ која што ги манипулираат луѓето во изминативе години, практично се послужи и денеска да го направат тоа. Ниту сум уапсен, ниту сум приведен како што го споделија на порталите. Единствено нешто кое што денови се случува во Крива Паланка е постојано притисок кој што повеќе од 3 или 4 пати сум повикан на информативен разговор во просториите на полициската станица, без при тоа да ми кажат конкретно и без при тоа да ми приложат конкретни докази зашто сум повикан на информативни разговори. Воопшто нема никаква причина полицајците кои што ви ги поставува прашањата не ви кажаа зашто сте повикани во полициска станица? Видете, тие нивни причини и наводи по кои што сум повикан се единствено врз основа на претпоставки. Немаат докази, немаат пишан доказ ниту еден. Тука едноставно инспектори кои што се пратени надвор од Крива Паланка, кои што не се надлежни за територија на општина Крива Паланка. И јас единствено тоа го сакам како политички притисок врз користење и злоупотреба на институциите, ништо повеќе. Добро, вака, дури во неврзан разговор ви кажа, мислам, дали имаат некаква објективна позадина за ова што го прават, затоа што ова е класичен политички притисок, по ова што го слушам од вас. Значи нема, ако не ви биле имали против вас покренато обвинение некакво? Не. Се уште апсолутно нема никакво обвинение, ама наодговорно тврдам пред целокупната македонска јавност дека нема да има. Затоа што во ниеден од сите наведени случаи кои што во изминатава недела сум повикан на информативен разговор, нема основи и никакви докази за било какво дело. Дополнително, истите тие полициски службеници во текот на вчерашниот ден во една локална кафана прима инструкција од кандидатот за пратеник, каде што ако сакат да работат професионално и ако служат на граѓаните и си ја вршат својата функција единствено професионално, треба да бидат доблесни да признаат од кого добиваат насоки и директиви. Дали од нивните претпоставени или од кандидат за пратеник од една политичка партија. Зашто бевте повикани на информативен разговор? Јас бев во текот на вчерашниот ден, пример, повикан на информативен разговор за наводен подкуп на ромското население во населба Единство, нешто кое што практично 7 години изминати наназад, јас лично како пријател на ромското население за нивните празници, денот на ромите 7
Еве Вчера Ѓурѓевден беше. Ѓурѓевден, им давам помош и поддршка за прославување на нивните празници. Нешто кое што го правам во изминативе 7 години и сега како градоначалник, но и претходно кога не сум бил како градоначалник. И за тоа ромското население вчера беше толку изреволтирано, дури им се има соберено на протест пред полициската станица во Крива Паланка. Имаше видео, имаше и снимки, каде што брутално беа малтретирани од полициски службеници. Добро, се слушнавте можеби со техничкиот министер или со некого да побарате одговорност од полицијата, зошто така се однесуваат? Не, апсолутно тврдо, мислам дека нема потреба, затоа што јас никаде тука не гледам никакви основи за било какво обвинение, било какви основи за злоупотреба. Не, мислев околу зашто дозволува техничкиот министер сепак е надлежен да, нели, да ја контролира полицијата, да ја мора да се потпише. Мислам да го прашате него дали е свесен што при полицијата по терен. Видете, значи ја комплетно сум растеретен затоа што најодговорно тврдам повторам дека апсолутно нема основи и докази за било какво обвинение за било што кое што е во насока на злоупотреба на позиција, моќ или наводен подкуп на населението. Ова е единствено само за дефокусирање на јавноста, за дефокусирање наша за организација на самиот изборен ден кој што треба да се случи утре и по секоја цена Крива Паланка да падне за сето она кое што во изминативе години од 2017 година се случува во Крива Паланка во делот на инфраструктурни вложувања, во делот на капитални вложувања, за да се минимизира сето она што е направено и изградено со многу труд, љубов и енергија и со едноставно со притисок, со уцени, со закани, со заплашување и едноставно праќање на порака во јавноста дека режимот чука на мала врата и она што беше до 2017 дека едноставно е потенцијална закана на граѓаните на Крива Паланка. Затоа јас сум убеден дека граѓаните во Крива Паланка сето ова практично што се случуваше во изминатава недела, сето она што го правиме од 2017 година со многу љубов посветено за градот, дека едноставно граѓаните од една страна ќе го казнат, а од друга страна ќе го наградат. И за крај едно прашање, дали утре очекувате мирен изборен ден? Па со оглед на сето она што можев да го видам изминатава недела, со класична злоупотреба на институциите и за тоа, за жал, го имавме можност и прилика да го видиме во изминативе 100 дена, што значи кога ВМРО ДПМН е на власт, што значи кога ВМРО ДПМН е под водство на МВР, што ги очекуваат граѓаните. Јас апсолутно немам доверба дека оваа структура на МВР дека има капацитет, но и од друга страна има волја да организира мирен изборен ден. Ова е класична злоупотреба на моќта и на позицијата на структурите на МВР, затоа што не може и недозволиво е инспекцијски службеници да бидат во функција на една политичка партија. Затоа сум скептик и дај Боже изборниот ден да биде мирен, дај Боже да имаме мирен изборен ден, граѓаните слободно да се изразат својата политичка воја без разлика каков и да биде изборниот резултат, но јас апсолутно сум скептик дека ова структура и раководство на МВР имат капацитет да организираат мирен изборен ден. Господине градоначалник Митовски, ви благодарам на јавувањето. Посекувам утре да имате мирен изборен ден, сепак на тоа можеме да повикаме и се слушаме или се гледаме во некоја друга прилика. Ви благодарам и на вас за искажаниот интерес. Еве досна вечерва да се слушнеме, да ги дементираме сите невистини кои што во јавноста се расширија во изминативе 2 часа и од друга страна да им пратиме порака на граѓаните, да ги охрабриме дека сепак на крајот ќе победи вистината, но пред се ќе победи работата, љубовта кон еден град и сето она што се случуваше од 2017 година во Крива Паланка. Ви благодарам уште еднаш и поздрав. Благодарам, поздрав. Поздрав. Очекувано.
А само таму ли е вака? Не е само таму вака. Да. Тоа ли е улогата на Види. полицијата? Човеков е кандидат на СДСМ за Крива Паланка. Значи ја го Не, он че е градоначалник сега. Сега не е кандидат. Не, сега не е за ништо Да. кандидат и не го нарушува изборниот молк бидејќи не е кандидат. Не се одма не се храбрете, не се радувате. За градоначалници, на пример, сум кажал и за Митко Јанчев, Дека е окей. Кавадарци, не дека е окей. Ракета. Ракета е за градоначалник. Значи еден од најдобрите градоначалници во Кавадарци. Или општо во моментов Доживотно мислам ќе биде градоначалник. човекот, значи со политиката не се согласувам, апсолутно не се согласувам, но дека Кавадарци го направи град. Значи на ниво, тоа нема никој не може да му го оспори тоа. У Крива Паланка прв пат бев после не знам, после многу време прв пат бевме у Крива Паланка со Милош и со Иван кога ги бркав овие бугарите. Ги бркавме до граница. Ги чекавме да излезат од полиција. Крива Паланка е направено, значи градчето е направено бомбона. Кеот осветлен, нов кеј, патека има направено горе до манастирот. Од градот до манастирот цела поплочена патека со осветлување со све. Градчето е направено пицикато. И се брука е, срамота е да лажеш и да кажеш дека не е средено и дека човеков не направил нешто. Горе манастирот среден, донирал он, правил манастирот. И бизнисмен си е успешен, он има Не, значи до тоа не налагам, зборам ја за неговата Не функција. зборам за дело што рече дека донирал 7 години назад. Градоначалник и од која партија? Делата што ги прават има доволно време да се Што точно? гледа. Што ми е гајле од која партија Тоа е брат? важно. Ако Ја он немав, да бидам искрена, извини Александар, да бидам искрена, јас стварно немав поима дали е од СДСМ или од ВМРО. Јас кога дојдов во Крива Паланка, кога бевме, знаеш, летото, се стикавме и си Да. објави со мечка слика. јас бев навистина изненадена. И на тоа осветлување сега претходно знам дека не било така. Гледаш промена позитивна. Од која партија уопште не е важно. Исто и во Кавадарци. Јас сум од таму родена, знам какво беше Кавадарци. Колку градоначалници се сменија, никој ништо не помрдна. Дека Митко направи на вистина од Кавадарци град со респект, направи делата, значи ќе отидеш, ништо нема потреба никој да ти кажува. Отиди, види, ќе видиш дали направил или не. било наки како не било. Кој? На наки му тоа. Значи сега Не, зашто криво спомнав- збори право седи. Човекот средил. И не е битно градоначалникот од која партија и политичарот од суштина не е битно од која партија е. Ако од него имам како граѓанин, ако од него имам корист, ке ми го средил градот, ми направил асфалт, ми ставил тротоар, ми направил игралиште, го украсил за Нова година, не знам што направил, значи не е битно од која партија. Уопште не е битно. Така да за човеков но комент. Еве го сега бе кога бевме, нели бевме Да, бе, пред некој месец бевме. бевме да се сликавме Горе таму до- во манастирот. До манастирот се сликавме. Манастирот е Не, направен. поентата ми беше истата. Ја не ни знаете како се сама. Да. Ти ми кажа. Да и овакво тогаш писав дека и се сретнавме, тогаш Да. се запознавме со него, јас не се познав лично, иначе човекот си успешен бизнисмен, затоа кажувам дека истата приказна која со Митко Јанчев. И он исто така има донирано и претходно и помагано и има за заедницата. Сакам да ти кажам таков човек се работи, се. Се гледа Значи, тој што да, работи и што не и работи. се гледа кое е нешто насилено, изнасилено, кое е нешто, значи, ова што го правите, како да ти кажам, ако мислел вака да владеат, уште од сега ќе им кажам дека нема да трае долго. Не бе, Нема да врска. трае долго, затоа што Види, народот може па ги народот, крати, пошто им ги дава крати подршка, може па сака така да се Не, владеш. никој не сака така да И од живее, кај никој знаеш? не. Како не? Процесите Од кај си знаеш? се кратат. Значи, знаеш, може си сака на работа. Едно прашање.